Отпорот продолжува и денес пред институциите на режимот на Никола Груевски, кои наместо во функција на граѓаните се ставени во функција на партијата на власт. Денес не би рекла дека се наоѓаме пред Министерството за труд и социјална политика. Слободно ќе кажам дека ова е партиското министерство за невработеност и сиромаштија. Ова е бастионот на социјалната неправда. Република Македонија се наоѓа на европскиот врв по процент на невработеност. Званичната невработеност од 32% не прави неславни рекордери. И режимот на Груевски, наместо како што вети да испорача сериозна политика на економски развој што ќе отвара нови работни места, тие се одлучуваат акутниот проблем со невработеноста да го решат со пиши-бриши политика, со бришење од евиденција на огромната армија на невработени. Република Македонија е неславен рекордер и по огромниот процент на невработеност кај младите. 56% од младите се невработени. И затоа ни се случува класичен екзодус. Младите купуваат карта во еден правец и заминуваат од Македонија. И за тоа режимот на Груевски нема одговор. Можам надолго и на широко да ви говорам за така наречената портокалова реформа во областа на трудот и социјалната политика. Ама ќе констатирам, 7 години не е решен проблемот со стечајци. 10.000 граѓани талкаат по улиците за корка сува леб. Врвна хипокризија на оваа погубна политика е кога граѓаните кои беа прогласени за технолошки вишок и согласно закон имаа право 5 години пред пензија да го користат тој надоместок, владата на Груевски тоа го скрати на само година и пол. И денес имаме нова армија граѓани во сериозна возраст кои на пазарот на трудот апсолутно никој не им дава можност да си заработат за корка сува леб. Во областа на социјалната политика навистина состојбата е катастрофална. Она што навистина успеа Спиро Ристовски е да го намали бројот на корисници на социјална помош. Од 55.000 семејства, денес на сајтот ќе најдете дека само 36.000 го користат ова право. Уставот на Република Македонија на граѓаните им гарантира социјална заштита и социјална сигурност. Пред неколку дена се соочивме со начинот на кој се намалува бројот на корисници. Кога еден младинец ќе освои награда од 1400 денари и ќе ја посочи трансакцијската сметка од својот татко, кој патем е корисник на социјална помош, не само што ќе им ја скратат за цела година оваа социјална помош, туку ќе ги примораат истата да ја врати во една рата за 12 месеци. Тоа се вика вистинска социјална неправда. Врв на лицемерието на Спиро Ристовски е кога слушаме како сака да се фали дека со не знам колку проценти го зголемил износот на социјална помош. Го повикувам да се откаже од својата министерска плата и своите привилегии само на 1 месец дена. И нека се обиде со своето семејство да преживее со околу 2800 денари, колку во просек изнесува социјалната помош за 1 месец за едно просечно македонско семејство. Проблемот, овој акутен проблем на земја која според лондонски економист е земја на мизерија, земја на огромна сиромаштија, навистина заслужува посериозен однос од она што значи обезбедени бесплатни карти за опера и балет за оние што во контейнерите се обидуваат да најдат корка сув леб и да го преживеат денот. И затоа сме тук. Затоа отпорот продолжува. Ќе продолжува и од утре со ист изголемен интензитет. Ќе тропнеме на врата на сите режимски институции кои наместо граѓаните го предпоставуваат режимот на фамилијата,
на Никола Груевски.